Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Благодарност му припаѓа единствено само на возвишениот Господар Аллах Джелешану. Славен и фален нека биде нашиот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Сведочам дека Аллах Джелешану е еден и единствен. Тој е онај кого треба да го веруваме и обожаваме во нашиот краток дуњалучки живот. Сведочам дека Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем е постениот Аллахов пратеник и печата на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелешану го испрате како рахмет и милост за целото човечанство, луѓето да ги извади од лоши верувања и да ги упати и подучи на исправно верување и обожавање на единствениот Господар Аллах Джелешану. Нашите селам и салавати ги испраќаме за Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, за неговата честна и чиста фамилија, за сите негови вредни другари и за сите муслимани кои го следаат и ќе го следаат неговиот суннет се до кијаметскиот ден. Го молам Аллах Джелешану да ни го покажи правиот пат, да ни даде истрајност на тој прави пат, да живееме со ла илахе иллаллах и да не умреме никако освен како муслимани. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату. Возвишениот Аллах Джелешану е нашиот Господар. Тој е онај кој нас ни даде право да живееме во овој краток дуњалучки живот. Сите луѓе не се исти. Луѓето се разликуваат по нивниот морал и карактер, така да некои луѓе се лути, некои луѓе се нервозни, некои луѓе се смирени, некои луѓе се дарежливи, некои луѓе се скржави, некои луѓе се храбри, некои луѓе не се храбри, така да тие добри особини, ако еден муслиман ги поседува во неговиот краток дуњалучки живот, а тие добри особини што мораме да ги поседуваме како муслимани во нашиот краток дуњалучки живот, ги наоѓаме во Аллаховата книга Кур'ан ил Керим и во суннето на Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, кој е нашиот најдобар пример, најдобар ирнек како еден муслиман треба да се однесува во неговиот краток дуњалучки живот. Ако еден муслиман ги поседува тие добри особини, мора да му биде многу благодарен и захвален на единствениот Господар Аллах Джелешану. Додека онај муслиман кој поседува некои лоши особини, лош карактер, лош морал, дали треба да остани на она на што е тој или треба да се променува и променет во неговиот краток дуњалучки живот. Па затоа некогаш лошиот ахлак, лошиот карактер е едно искушение, можеби од Аллах Джелешану, кој ние мораме да се потрудеме тој лош карактер и лош морал ние да го променеме. Па затоа, ако го учеме животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салату вассалам, кој сите ние сме должни да го изучуваме животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салату вассалам, и што е најважното, ние да излечеме поуки и да се променеме
во нашиот краток дуњалучки живот, не само да научиме и спознаеме нешто за Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, без да имаме некаква корист. Па затоа, ако читаме и ги читаме хадисите од Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, ќе најдеме во збирката на имам Бухари, кој Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам еден ден бил запрашан од еден човек и му се обратил на Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам и му рекол: ја Расулуллах, ти мене советувај ме, ти мене подучи ме. Тогаш Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам му вика: ла тагдаб, немој ти да се лутеш, немој ти да бидеш нервозен. Овој човек повторно му се обраќа на Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, кој Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам му одговара и му вика: немој ти да се лутеш. И по третиот пат истото пак Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем го советува и го подучува овој човек тој да не се лутет. Гледаме, почитувани верници, како асхабите и луѓето во времето на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салату васелам доаѓале кај Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам со една цел, нешто да научат и тие да се променат во нивниот краток дуњалучки живот, што и ние како уммет, и ние како народ од Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, како следбеници од Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, сме должни да се вратиме на Аллаховата книга Кур'ан ил Керим и на суннетот од Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам со една цел: ние да се подобреме, да го подобреме нашиот лош карактер, да го подобреме да биде подобар во иднина. Гледаме како овој човек доаѓал и дошол кај Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам, кој Аллаховиот пратеник алейхи салам знаел дека тој наистина може би се лутел многу. Потоа, почитувани верници, Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам и се обратил на Умму Селеме, кој таа му се обратила на пејгамберот алейхи салату васелам дека има лош карактер, дека има лош ахлак. Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам и се обраќа и вика дека јас ќе го молам Аллах џелле шану да го подобри твојот карактер. Затоа, почитувани верници, ако сакаме ние да се променеме, мораме многу да упатуваме дова на Аллах џелле шану. Да го молиме Аллах субханеху ва таала кога сме во намаз, после намаз, кога сме во ноќен намаз, кијамул лейл, во ден џума, во тие вредни времиња мораме да упатуваме многу дова на Аллах субханеху ва таала да Аллах џелле шану нас не променет во нашиот краток дуњалучки живот. Потоа, почитувани верници, ако сакаме исправно и правилно ние да се променеме во нашиот краток дуњалучки живот, мораме тоа нешто да го направиме чекор по чекор. Мораме тоа да го променеме прво она што го поседуваме во нашите души, во нашите срца. Бидејќи ако ние не почнеме да се променеме од самите себе си, никогаш нема да можеме да се променеме. Зошто? Бидејќи Аллах џелле шану ни кажува во курански ајет во сура Ар-Рад: Инна Аллаха ла югајиру ма би қаумин хатта югајиру ма би анфусихим. Навистина Аллах џелле шану нема да го променет еден народ и неговата ситуација се додека тие самите не се променат. Па затоа ние мораме да почнеме да се променуваме.
ако сакаме берекет од страна на Аллах Джелешану, ако сакаме риск од Аллах Джелешану, ако сакаме напредилок од Аллах Джелешану, мораме прво ние самите себе си да се променеме. Ако сакаме ние да се променеме, мораме ние да бидеме прво со Аллах Джелешану, па Аллах Джелешану ќе биде со нас секогаш. Затоа е многу важно и битно ние да почнеме да се променуваме самите себе си, тогаш Аллах Джелешану ќе промене нашата ситуација. Бидејќи ни гарантира во овој курански ајет дека Аллах Джелешану нема да ја промене ситуацијата на еден народ се додека тој самиот себе си не почне да се променува. Потоа, почитувани верници, мораме да знаеме дека Аллах Джелешану нема нас да ни ги земе тие Аллахови благодети, освен ако ние тоа не го заслужиме. Па затоа ни вика Аллах Джелешану во сура Ал-Анфал, 53 ајет: "Залике би анна Аллах лем мугайирен ни'матен ан'амаха ала қаумин хатта югайиру ма би анфусихим ва анна Аллах семиун алим." Вика Аллах Джелешану навистина нема да го промене ниметот и благодетот кај еден народ се додека тие самите не се променат, а Аллах Джелешану е оној кој што се знае и тој е оној кој што се слуша. Затоа, почитувани верници, мораме да им дадеме важност на тие Аллахови благодети, да бидеме благодарни на Аллах Джелешану што ни ги дал тие благодети, што живееме смирен и спокоен и безбеден живот, кој во денешно време, елхамдулилlah, сите ние имаме да јадеме, имаме да пиеме, имаме куќи, имаме коли, имаме телефон, имаме интернет, имаме компјутери. Не е како претходно кој што живеене можеби пред 40 или 50 години. Овие Аллахови благодети мораме да им дадеме голема важност, бидејќи ако ние не им дадеме голема важност, тогаш Аллах Джелешану навистина тие благодети нас ќе ни ги променет. Па затоа Аллах субханаху ва таала во сура Ан-Нахл 112 ајет ни вика: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Викат Аллах Джелешану вас ви даде примери. Ви даде примери како едно место, еден град беше безбеден, имаше рахатлук, идеја риск, идеја од секоја страна, риск од страна на Аллах субханаху ва таала. Кажува мин кулли мекан, од секое едно место, фекеферет би ен'умилlah, и навистина тие направеа неверство кон оние Аллахови благодети, фе'едакаха Аллаху либасел джу'i вал хауф. И Аллах Джелешану нив ги казне и им даде азаб со глад и со страв, бима кану јеснеун, заради она што тие го сработеле. Затоа, почитувани верници, ако сакаме да се променеме, а мораме да се променеме во нашиот краток дуњалучки живот, мораме прво многу дова да упатуваме на Аллах Джелешану. Потоа таа дова да биде со ихлас и со искреност. Со искреност, ако го молеме Аллах Джелешану, Аллах Джелешану да го подобре нашиот однос со нашиот Господар Аллах Джелешану. Аллах Джелешану да го подобре нашиот однос со Аллаховиот пратени Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Како можеме да речеме дека ние се променуваме и дека ние сме на исправниот пат, кога многу муслимани, кои некои од нив 30, 50, 70 години направеле, али тие не ги познаваат исламските шартови, иманските шартови, не знаат кои се услови за намаз, не знаат кои се рукнови во намаз, не знаат кои се фарзови во намаз, не знаат кои се суннети во намаз, не знаат што го расипува намазот, не знаат што се мекрух работи во намазот.
Zato, почитувани верници, како можеме да речеме дека ние правилно се имаме променато, ако не сме ги спознаеле највредните работи од оваа совршена вера, дин Ислам? Како можеме да речеме дека нашиот однос е променат со Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, а ние не знаеме каде е роден Мухаммед алейхи селам, како се викаше неговиот татко, неговата мајка, какво детство имаше, кога постана Аллахов пратеник, колку години живееше во Мека како пратеник, колку живееше во Медина како пратеник и кога умре Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам. Овие се важни и вредни работи за секој еден муслиман да ги научи во неговиот краток дуњалучки живот. Ако мислет дека правилно се променал во неговиот живот и неговиот однос со Аллаховиот пратеник алейхи салату васелам е променет, треба да видат дали правилно и исправно го изучува и го спознал животот на Аллаховиот пратеник Мухаммед алейхи салату васелам. Како можеме да речеме дека ние се имаме променато во однос на Аллаховата книга Кур'ан ил Керим, а ние уште не сме почнали да читаме таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Не сме направиле хатам, кој секој еден муслиман треба најмалку еднаш месечно да го читат Аллаховиот говор, таа Аллахова книга Кур'ан ил Керим. Затоа, почитувани верници, упатувам совет до сите нас да упатуваме дова на Аллах Джелешану со искреност ние да се променеме во нашиот краток дуњалучки живот. Го молам Аллах субханаху ва таала да е подобрит нашата ситуација. Го молиме Аллах Джелешану со неговите убави имиња и совршени својства да ни се смилува нас и на сите муслимани во целиот свет. Го молиме Аллах субханаху ва таала за сите наши браќа муслимани и муслиманки кои што се оставени на искушение, Аллах Джелешану да им олеснет. Го молиме Аллах субханаху ва таала да го заслужиме џеннетул фирдеус. Го молам Аллах Джелешану да ве награди со неизмерна награда за вашиот сабур и за вашето внимание. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.